Почитувани, денеска, за жал, Министерот за здравство се изрази како туку-што да ја почнува својата функција во здравството. Ке формирал комисии, ке подготвувал закони, ке спроведувал проекти во 2018 година, ке подготвувал ослободување од партиципација, ке намалува цени на лекови и на медицински средства, но и покрај се вистината е дека и покрај сите ветувања, здравството на овој министер и на владата на СДС им е на последно место. Реформите и подобрувањата во здравствениот систем, што ги ветува од СДСМ, се сведоа само на празни ветувања. Падот на квалитетот на здравствените услуги резултира со загубени детски животи за кои не се поведе одговорност пред јавност. Дури и ветувањето за отварање на нова интензивна нега на детската клиника се уште не е остварено. Направија реваншистичка смена на врвни директори и докажани професионалци со луѓе кои имаат конфликт на интереси и се со правосилни пресуди, како и лица кои што ја злоупотребувале својата функција во здравството со земање мито. СДС не се ни обидува да направи напори за поправање на компјутерскиот томограф во Струмичката болница. А еве веќе не работи ни ангиографот во истата болница. Околу 100.000 пациенти сега се приморани на дополнителни трошоци да патуваат до Штип или до Велес, заради тоа што поправката на овој апарат не е ниту на повидок. Притисокот од пациенти врз терцијерното здравство, наместо да се намалува, се повеќе и повеќе се зголемува. Понатаму, докторите добија лажна надеж дека со животот на СДС ќе добијат покачена плата од 100.000 денари. Ниту денар не се покачи платата на докторите и на медицинскиот персонал во последните 3 месеци. Загрижува и фактот што од Министерството кријат информации при појава на заразни заболувања. Заради ваквото нетранспарентно и непосветено работење настана загуба на 2 животи во Гостивар, а епидемиолошките служби и понатаму не посветуваат доволно напори во санирање на овој проблем. СДС ја запре изградбата на новиот клинички центар во кампусот Мајка Тереза и дополнително го укина ургентниот интернистички центар, при што притисокот врз терцијерното здравство уште повеќе се зголемува. Зградата не е ниту започната, а повеќе од јасно е дека во овој мандат СДСМ нема да започне со градба. Ветувањата ќе се множат, но дела нема да има. Најнова намера им е да го укинат системот за едукација и обука на специјалистите и наместо соодветна доедукација на нов медицински кадар, се обидуваат да воведат концепт на фабрикување на доктори кои ќе немаат соодветно знаење и искуство за лекување на пациентите. Без соодветна обука на специјализантите, тие наместо да работат и да се обучуваат, и понатаму ќе пијат кафе. Здравството како една од областите во која најмногу се инвестираше во реформи и проекти во времето на ВМРО ДПМН, сега во времето на СДС вртоглаво тоне. На граѓаните им треба стабилно здравство, стручни доктори, стручен медицински персонал, а не протежирани и неискусни лица, со искуство само во злоупотреба на положбата и на пациентите. Ви благодарам на вниманието.